Денеска православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Терапонт, епископ Сардиски, светите маченици Теодора и Дидим и светиот Јован Руски. Светиот свештеномаченик Терапонт, епископ Сардиски, обратил многу елини во верата Христова, поради што бил жестоко мачен од незнабожците, со глад, темница и тепање. Разголен го положиле на земјата и го врзале за 4 суви колја, па немилосрдно го тепале, се додека не му го одрале месото од коските. Но маченикот сепак останал жив, а оние 4 суви колја раззелениле и израснале во високи дрвја, од кои многу болни добивале исцеление. Најпосле светиот Терапонт бил заклан како јагне во времето на Валеријан околу 259 година и се преселил со душата во царството да ја гледа славата Божја во вечноста. Чесно пострадал во 259 година. Светите маченици Теодора и Дидим. Во време на злочестивиот цар Максимилијан во Александрија живеела Теодора, девица од благородно потекло и воспитување. Како христијанка Теодора била изведена на суд пред незнабожците. После долгите измачувања за Христовата вера, кнезот и мачител наредил да се фрли во блудилиштето и на војниците да им биде дозволено да влегуваат кај неа на задоволување на телесната поход. Светата Теодора се молела на Бога прилежно да ја спаси од сквернавењето и кога таа се молела, кај неа влегол еден војник по име Дидим и рекол дека и тој е слуга Христов, ја облекол неа во своите војнички алишта, а себе си во незините женски алишта. Тогаш неа ја пуштиле да излезе, а тој останал во блудилиштето. Потоа бил фатен и изведен пред судијата, признал дека е христијанин, дека тој ја спасил Теодора и дека е подготвен за Христа да умре. Бил осуден на смрт и изведен на губилиште. Тогаш дотрчала и Теодора кон него и извикала: "Иако ти ја спаси мојата чест, јас од тебе не барав да ме спасиш од смртта. Отстапи ми ја мене маченичката смрт." На тоа светиот Диди ми рекол: "Возлюбена сестро, не спречувај ме да умрам за Христа и со крвта моја да ги измијам своите гревови." Слушнувајќи ја оваа препирка, незнабожците и двајцата ги осудиле на смрт, и двајцата биле исечени, а телата им биле изгорени во оган. Чесно пострадале и добиле венци на вечната слава во 304 година во Александрија. Te